Операта од секогаш била повеќе од театар. Таа е обид на човештвото да им даде звук на боговите, на страста, па и на самата смрт. Низ вековите операта ја гради својата архитектура врз човечкиот глас, несовршен, а сепак божествен инструмент. Операта е поголема од животот, таа не е само музика, ниту е само театар. Таа е она што Вагнер го нарекувал Gesamtkunstwerk, односно целосна уметност, место каде архитектурата, сликарството, поезијата и човечкиот глас се спојуваат во едно единствено и експлозивно искуство. Често ја замислуваме како свет на високи тонови и раскошни костими, но вистинската моќ на операта лежи во незината способност да ги материализира човековите страсти. Додека сопранот го представува недостижното и небесното, ниските машки гласови се тие кои даваат земјина тежа. Велат дека музиката е светлина, но вечера во ова студио ќе ги истражуваме и сенките. Постои еден праг каде звукот престанува да биде само мелодија и станува физичка тежина. Тоа е територијата на бас-баритонот. Некои гласови едноставно ги слушате, но овој го чувствувате и во градите. Бас-баритонот не е само вокална теситура или распон, тоа е гласот на командата, на искушението и на легендата. Вечерва во Трафика го соголуваме најфасцинантниот инструмент во оперската уметност, од ѓаволскиот шепот на Мефистофел до моќниот авторитет на Дон Джовани. Со нас е еден од оние уметници кои знаат дека вистинската уметност се случува таму каде што гравитацијата станува музика. Иван Наумовски. Иван, добре дојде во Трафика. Ненад, ти благодарам, добро ве најдов. Еве, после доста шетање, што би се рекло во наводници, по одредени медиуми, чест и задоволство ми е тука да говориме за токму ти што го кажа das Gesamtkunstwerk, што рекол Рихард Вагнер, односно одличен изговор, одличен изговор. Единствен што не ми Gesamtkunstwerk не ми иде на германски, па тоа е Gesamtkunstwerk. За тоа што го кажа Рихард Вагнер, операта, музиката и генерално она кое што за кое што, односно, Винстон Черчил за време на Втората светска војна рекол: кратете од овој сектор, но од уметноста и културата никогаш немојте да кратите. Зошто? Го прашале, затоа што ако го изгубиме тоа, тога зашто се бориме, зашто живееме. За жал се помалку некако инвестираме во уметноста. На моменти имам такво чувство, а и јас апсолутно се сложувам со тоа, затоа што уметноста е тоа што сме ние и уметноста е таа што ќе не продолжи во низ вековите, нели? Ајде да почнеме од детството. Како го откри талентот за пеење? Бидејќи не е обично пеење, не е поп музика. Па генерално за музика беше талентот, не конкретно за пеење. Израснат сум во музичка фамилија, иако цел живот бев со спорт надвор, во општина Аеродром, знаеш, и од тогаш уште не беше општина, ама во Аеродром, во тие паркови, секогаш бев надвор со топка, дали игравме фудбал, дали игравме кошарка, ми текнува, купувавме, правевме маса за пинг-понг, тогаш беше тоа така по една интересна култура во малата, во кој што, во тој период, кога јас живеев, едноставно, кога бев дете тука во Скопје. И секој пат кога слушав музика, дали мојата мајка ќе слушаше или на телевизија, или она нешто ќе учеше, да речем, или низините студенти кога имаа концерти, исто така и моите родители ми текнува, ме носеа во театар, ме носеа на опера, ме носеа на оние настани, каде што навистина е многу пожелно и јас стопло им препорачувам сите родители да ги носат своите деца на такви настани, пред се за едно убаво естетско око до формат, додека нивниот развој додека се развиваат, односно во нивниот живот, додека нивниот развој трае, секако. И секој пат можев да се поврзам
со музиката, но многу интересно кога бев мал, не секој дете може па со класичната музика да се поврзе. Можат, например, децата кои што се пратени од нивните родители на виолина, на клавир, на флейта, на некој инструмент. Директно изложени, директно изложени, кои што се така генерално. Јас не бев директно изложен, на вистина, иако имав пијано дома, ги имав оние детски виолини ми текнува, но ете немав некоја посебна желба, вака да кажам, но никој пат не ми засмета класичната музика. Никој пат не реков, чекај, ова ако може да се намали звукот или одма да отидам надвор да излетам. Никогаш не ми засмета, напротив, убаво ми беше. И ова го кажувам во сите медиуми, дури и подоцна од кога, да речеме, 7-8 оделение, кога бев 13-14 години, ми текнува кога ќе бев сам дома и моите родители кога ќе беа на работа, не до 3 до 4 до 5 часот, стандард од 8 до 4. И имав едно CD Classical Music Volume 1, Hits, со хитови и почнуваше со увертирата на свадбата на Фигаро, Моцарт, Ленодзе ди Фигаро. Чековски мислам дека беше втората, на еден многу убав валцер што има, и понатака и Бетовен, Месечева соната, и убаво ми беше, јас сам си ги слушав тие композиции едноставно во таа тишина. Немавме YouTube, немавме Facebook, TikTok, Instagram, социјални мрежи. Уживав едноставно. Атипичен аеродромец. Атипичен аеродромец, да знаеш, во секоја смисла на зборот. Многу пејачи го откриваат својот глас, односно нели бојата која ќе им биде во пубертетот, односно по пубертетот. Како изгледаше твојот момент кога гласот ти падна во бездни на тоновите? Ова е многу интересно прашање, да знаеш, никој ми го нема поставено, а често знам да си се присетам уствари, еве и со студентиве кога ќе пееме, кога учиме секако, кога им предавам, често знам да се присетам и да им објаснам едноставно дека не секој човек е различен, секоја генетика е различна. Не може секој да продуцира исти тон, може да речеме на некој сличен начин да стигне до посакуваниот резултат, но не може да го продуцира истиот тон, затоа што тотално друга мускулатура е, тотално друга генетика имаме. Ние имаме не само свој профил како луѓе едноставно, туку исто така си имаме и ние свој идентитет. Тој идентитет треба да го градиме врз основа на тоа што ние генетски предодредено од Бога, што би се рекло, нели? Например, ако имаме глас од до, треба да ја најдеме функционалноста за тој глас и да градиме од таму за да стигнеме до посакуваниот резултат. Јас, апропо муабетов, на некои мои 16 години посакав и гитара да свирам и пијано да свирам секако, но почнав да пеам и оформивме на рок група СК Sound се викаше, односно звукот на Скопје како регистрација, знаеш, СК цртичка Sound. Бевме заедно со луѓе кои што се сега истакнати музичари во естрадата, навистина настапуваат со нашите најврвни музичари, они се во бендот секако. Голем поздрав ете до нив. Ни убави спомени имаме заедно. И тогаш сватив дека јас многу сакав рок да пеам, рок музика, но едноставно гласот како да одираше еден зид и не може се повисоко и повисоко, знаеш како. И кога почнав да работам, односно да се спремам за факултетот за музичка уметност, кога добив желба, си велам ајде да видам една година како ќе биде. Ако јас сум навистина предодреден за ова или предодреден за сцената, зашто секако јас ја сакав сцената, тогаш ќе видиме понатаму во животот како ќе се развивам, кој ќе ми биде патот и така натака. Но јас едноставно сватив дека не можам да ја пеам таа музика и се почувствував повеќе како дома. Се почувствував, односно можам да пеам таа музика, но не можам тој распон да го пеам на луѓето, на Whitesnake, на Bon Jovi. Тоа се тотално други, Тоше Проески, тоа се тотално други гласови, мислам. И се почувствував многу како дома и за прв пат осетив една супериорност и задоволство кога застанав на сцена. И јас со резонанцата од моето тело, од тоа што сум јас, без никаков микрофон, без никаква миксета или озвучување, јас можев да наполнам една цела сала и тоа ми даде мене таква една самодоверба и таква самоувереност, си помислив, вау, може јас припаѓам односно во оваа уметност. Така да, се што се случуваше подоцна во понатамошниот дел од мојот живот, сето ова што јас слушав забавна музика, што сакав забавна музика, што го сакав, го обожував, се уште го обожувам Оливер Драгоевич и неговата музика и неговите песни, неговиот начин на изведба,
затоа што можам секако да го свирам на пијано. Јас сакам рок музиката од 80-тите, ги сакам оние, ја сакам она пионерска рок-н-рол музика на 50-тите години, оној прелаз со Битлси во 60-тите, Елвис Пресли, 70-тите сол музиката, буквално секој вид на музика слушам. Дали е турско, дали е некоја поп американска музика, дали е некоја австријска музика, дали е некој шлагер, дали е некој валцер, како да ти кажам, понатаму ми изгради и тоа едноставно само ми помогна да се снаоѓам во оние подгранки, што би се рекло на класичната музика уствари. Но генерално суштински си го најдов својот идентитет на гласот, дека распонот од тука до тука, таму се чувствувам најак. Каде ти е од таму можам највише да бас баритон? Па не, дефинитивно мислам 2 октави ги имам. На сцена избегнувам тоа толку често да го правам, например од Г до Г, да речеме тие 2 октави кои што се. И избегнувам тоа да го правам од причина што гласот е жива материја. Се може да се случи. И навечер, например, кога се пее, поради топлината, поради загреаноста исто на телото, гласните жици реагираат тотално различно од колку што би реагирале од кога би се разбудиле, да речеме, наутро дали во 8 или во 9 часот. Треба телото да се разбуди, знаеш. Затоа велат се распеваме. Или водиме хигиена за гласот. Едноставно тоа е. За хигиена. Фала Богу. Точно јас те чув на генералната проба во последниот концерт, веројатно беше твој Звона, каде што го имавте со Македонската филхармонија Рахмањинов, и те слушнав како ја наполни салата, но подоцна ќе го споменам во еден друг контекст тоа. Бидејќи навистина звучеше преубаво. Факултет за музичка уметност секако во Скопје, но и магистрира на Државниот универзитет во Грац. Имаш Master of Arts за уметничка песна и ораториум на универзитетот за изведувачки уметности во Виена. Кажи ми колку овие школи, овие искуства, нели не се само школи и учење, ти беа битни за твојот развој како уметник? Така. Пред се, мене секогаш најсуштински и најважната цел од кога почнав да изведувам и да пеам, односно да негувам класична музика, ми беше технички да стигнам до едно ниво на кое што јас нема да мора толку да мислам, да се замарам, да се притресувам или што и да е пред некој тон да испеам. Сакав едноставно толку се да е механички сигурно во моето тело, по инерција да се случува автоматски, односно како автомобил кога возиме автоматик, да не се замараш толку, да не закочи тука менувачот. И генерално тоа ми беше мојата примарна цел. Но за да се стигне до таа примарна цел, секако треба да се учи од најдобрите професори во светот. Едниот најдобрите професори во светот ги имав во Грац на универзитетот, кој што е многу ценет и еден од најстарите музички универзитети во Европа и можеби еден од најдобрите 2 или 3 универзитети МДВ во Виена, подосна кога го здоби вториот мастер. Затоа што универзитетот во Виена, знам дека дали секоја втора, дали секоја трета година добиваше награда како прв музички универзитет во светот или втори или трет музички универзитет во светот, затоа споменав еден од најдобрите 3 во свет. И сиот тој пат едноставно, кога јас се барав себе си, ја барав правата техника која што ми треба за пеењето, го изодував споредно покрај мене со предмети како што се солфеж, хармонија, музичка игра, танц, односно часови со вокални тренери. Во Грац конкретно, зошто сакам да го кажам, во Грац конкретно студирав музички театар. Што значи тоа? Да работиш во оперска куќа. Они де факто те спремаат за тоа како е да работиш во оперска куќа. Буквално се беше како певец, туку како професионалец. Пробите беа наместени од 10 до 13 часот и од 18 часот до 21 часот. Некогаш се остануваше од 10 до 14 часот кога ќе треба. Се беше буквално како што треба во оперска куќа. И затоа, подоцна кога пеев во операта во Грац, мене ми беше тоа едно, како ти кажам, една рутина. Не беше ништо ново, секако. Колегите беа нови. Притисокот беше различен. Тоа што сакав јас да го оставам на сцената, секако мојот внатрешен инстинкт што сакав јас најмногу што можам таму да се покажам, секако беше различно од универзитетот. Не дека сум сакал помалце, ама друго е кога си веќе меѓу баш во правата смисла на зборот професионалци, не студенти секако. И ги завршив тие 3 години таму.
за во Виена да го најдам, до ден денес го говорам, тоа правиот професор кој што ми требаше мене и правата личност и карактерно одговараше едноставно да прифатам и да разберам се тоа он што го збори. Иако беше малку попрагматичен тип, отколку што можеби јас сум некогаш кој што сакам со еден или два збора да им разјаснам некои работи на студентите покрај тоа само да им се покажува, но сепак работевме многу напорно и детално. И нема да заборавам мојот професор во Виена кога ми кажа: Иван, вели, замисли си, изброј, еве, во овие 4 семестри, кои што ги имаме ние на мастер студиите, 2 години трае, по Болоња системот 4 семестри, замисли си колку недели, колку часови би имале ние. И пресмете, односно, и замисли сега, ние еден час, една фраза, да ја научиме точно како што треба, само една фраза. Замисли си колку песни, колку ари ти ќе имаш подоцна за аудиција, секако да ги најдеме правите ари. И мене тоа навистина баш ме замислило право да вмисла на зборот и си велам, вау, никогаш немам пристапено така, затоа што можеби и сепак пеењето како пеење не е до толку некоја врна и висока уметност, туку повеќе треба да се работи можеби на математички начин, да кажеме. Не дека не е сега да се разбереме. Треба да се биде интелигентен, треба да се, секако. Апсолутно, мора да се биде мора мудар. Да си, да. Мора да се биде мудар. Мора да се биде мудар и да знаеш кога ќе се слушаш себе си, да имаш еден сенс, едно чувство дека можеби не е тоа што јас сакам да го слушнам од себе. Так. Можеби не сум јас ова. Што правам погрешно? И да правиш мове, да општиш. И сиот тој пат ме донесе до да речам, не беше ни малку наивно да напишам 2 магистерски тези на германски јазик. Првата беше поврзана со Моцартовата Дон Джовани, знам ти ја спомена Дон Джовани, со машките карактери и нивните гласовни типови, во град која што морав да ја одбранам. Тоа ми беше интерниот испит. Екстерниот ми беше да ја изведувам главната улога на Папагенова волшебната флейта. На универзитетот се случи тоа. Да, баш дуетот го знаеш. А во Виена интерниот испит ми беше, не ја одбранував ја класично мојата мастер теза, но далеко повеќе имаше запишување и требаше едноставно таа да биде прифатена. Го опфатив она творештво на Франц Шуберт и митологијата во неговите песни, заедно со неговиот мецен и многу мецен, односно спонзор, што би се рекол, човек кој што го, човек кој што... Точно, да. Фала. И човек кој што го поддржува многу Шуберт, многу познат пејач Јохан Михаел Фогел и антиквизацијата за тоа време во тогашна Виена, во почетокот на 20-тиот век, во 20-тиот, што велам, во почетокот на 19-тиот век, односно, се извинувам. И сето тоа допринесе да на интерниот и екстерниот испит јас испеам 2 рецитали, да ги запазам секако сите тие норми и предиспозиции кои што мора да се внимава на нив за да може да се излезе на тие испити. Се здобив со мојата втора мастер титула, малце влегов сега. Ако јас елаборирав. Не, сакам навистина сакам да им доближам на гледачите, затоа што многу луѓе не го знаат ова. Многу луѓе, дури јас не го знаев ова кога бев 18-19 години. Впрочем, зошто би го знаел ова, мислам. Но тежок им ако трпен е патот да се здобијат мастер титули на такви универзитети, нималку не е наивно. Понекогаш дури јас го земам тоа здраво за готово, признавам и заборавам кај сум бил, што сум правил, кај сум творил, со кои луѓе сум се запознал, со кои луѓе се уште имам контакт, од кои луѓе сум учел и од кои луѓе сум го земал она кое што на вистина треба да се земе за понатаму во животот. Да си го откомплицирам што се вели животот кога се работи во врска со пењето и да не забораваме интерпретацијата на сцената, дикцијата, да се раскаже таа приказна, тоа е исклучително важно и некогаш сам знам дури да си се потапшам по рамо, апропо мобетов се во ова да сумирам, да заокружам вака и да кажам вау, уживав и не сгрешив во ниеден момент, колку и да беше тешко, што отидов во град, што поминав цел тој круг од 3,5 години, 3 години мислам дека беа, и сиот тој круг во Виена кој што го поминав.
пат. Не си сгрешил воопшто. Да, јас тоа ќе те прашав дали мислиш дека односно дали кога ќе си го вратиш филмот, кога почна да студираш на факултетот за музичка уметност, дали некогаш помисли еден ден ќе бидам во Грац или ќе пеам на светски сцени? Не, нели? Не, навистина никогаш. Од секогаш сум имал некое внатрешно чувство. Сега не се фалам, него исклучиво реален и искрен сум сега ова што ќе го кажам. Но од секогаш сум имал некое чувство дека нешто поголемо ќе биде во мојот живот. Требало само време, требало само да дојде да кикне оној инстинкт од сега па натака почнам. Време, да. Фала Богу. И сега го имам тоа чувство, Значи, можеби тоа чувство може да се наречи оптимизам. Не мора да се нарече дека јас си го имам зацртано својот пат, иако верувам дека патот не е веќе зацртан, односно нели имаме некаква судбина, дека? Да, имаме дефинитивно, дека си го имаме зацртано својот пат и дека ние многу напорно се бориме и сето тоа, да, има логика, сето тоа луѓето што го говорат, но факт е дека сум оптимист и мислам дека можеби од таа оптимистичка гледна точка го имав тоа внатрешно чувство дека ќе дојдат поголеми работи во мојот живот едноставно. Јас сум сигурен дека ќе дојдат. Кажи ми, спомена дека уживаш во предавањето, уживаш со своите студенти и си имал среќа во Грац да имаш таков професор кој што те научил нели на овие работи што сега ги раскажа. Што е тоа ти што сакаш да им пронесеш сега на твоите студенти? Колку имаме млади таленти ние, колку имаме луѓе во кои гледаш некаква иднина? Ќе почнам од крајот на прашањето да објаснувам. Имаме, секако дека има гласови во Македонија, секогаш Македонија важела за едно поднебје каде што има и лирски гласови, но исто така ретки се драмските гласови. Ние имаме драмски гласови, можеме да се пофалиме и со нашите првенци секако во македонската опера и балет кои што имаат драмски гласови или со некои наши пејачи кои што имале големи кариери на страна меѓународни и така на така. Генерално капацитетот и како ќе се развива понатаму културата во една држава во област во уметничкото пеење многу зависи од генерациите, да речеме. Сме имале генерации кои што биле со многу навистина добри предиспозиции, да кажам, со одличен, фантастичен потенцијал. Сме имале генерации кои што немале толку голем потенцијал, но јас секогаш им велам на студентите, уживам во предавањето, ти благодарам што го спомена тоа. Секогаш им велам на студентите дека треба едноставно они да си го најдат, да го најдеме заедно, односно правата техника на пеење и својот глас да го најдат, да веруваат во себе, да веруваат во она што го пеат, за да го износат на сцена, да се борат и ако навистина ја сакаат оваа професија, сами ќе бараат, сами ќе се движат во тие кругови, сами ќе сакаат да успеат и можеби не мора да успеат на едно многу завидно ниво, да речеме. Говорам за сите млади луѓе, не конкретно за моите студенти, но ќе стигнат до едно многу високо ниво и ќе им се отворат, што е најважно, патиштата. Кога ќе се отворат патиштата, тука не се знае до каде може човек да стигне. Тука може да се изненадиш и да кажеш, вау, до каде стигна оваа личност, до каде стигна оваа личност, затоа што музиката сепак не е како спортот каде некој ќе победи во тенис, да речеме 2-0 во сетови и сега ти можеш да земеш лист да кажеш, еве, победив, значи никој не може мене ова да ми го спори. Музиката е, како што споменав, жива материја. Да. Жива материја, се може да се случи. Така да имаме. Тебе патот ти се отвори до настапи во, например, концерт во Вила Ванфрид во Бајрот, каде што е домот на Рихард Вагнер. А потоа ќе споменам и Рихард Вагнер дека го има осмислено вашиот глас кој што е хибриден, нели, на бас баритон. Со Симон Трпчевски имаш настапувано, но битно е со австрискиот сопран Ева Линте. Ева Линте познат сопран. Кажи ми малку за овие искуства. Што значи да се застане рамо до рамо, затоа што нели сепак е светски позната и не дека ти не си и дека не можеш да видиш и повеќе, но нели на почеток на кариера тоа е важно. Па треба да се стигне едноставно до тоа ниво да некој да од тие имиња, ти што ги спомена Ненад сега, да сака да настапи со мене.
односно или со кого било да речеме. Треба да се стигне до тоа ниво и јас тоа не го земам здраво за готово воопшто. Тоа е еден многу голем комплимент. Кога ќе добиам повик од Симон Трчевски или од некој пејач или диригент од страна или ете од Македонската филхармонија и Македонската опера и балет, мислам, навистина се институции кои што носеле врвни уметници сега. Да бидеме искрени, они си се наши и треба да си ги сакаме и да си се фалиме така на некој начин, но никој не може да оспори дека тие две институции секогаш имале прави луѓе на челните места кои што носеле светски уметници. И мене пред се ми е кејф само да можам да застанам на сцена каде што застанале светски уметници, а камоли да настапувам со нив. Со Ева Линд, многу интересно, ќе се надоврзам ова што го спомена. Во Бајројт, во куќата на Рихард Вагнер, Вила Ван Фрид, каде што доле има и музеј. Многу од моите колеги одеа таму и гледав слики по социјалните мрежи како одат во Бајројт, но секогаш беа во публика, во аудиториум. Сега јас не бев на Бајројтска Фестшпиле кој што го имаат оној фестивал за Вагнер, бевме во друго годишно доба кога не се одржува тој фестивал, но настапував и влегов во куќата на Рихард Вагнер и го прашав господинот кој што работи таму, велам се извинувам, може ли нешто за ова пијано да ми кажат таму, има многу концертен клавир. И ми вели, да, ова е оригиналот и секако Франц Лист исто така го има свирано овој клавир, Рихард Вагнер го има свирано овој клавир и јас го гледам вака, викам, се извинувам, може ли малце да посвирам? Он гледале, ајде вика на брзинка нешто. И свирив нешто рок-н-рол, мислам, ме интересираше клавирот како беше генерално, но ете, можам и во емисија да кажам дека сум свирил рок-н-рол на клавирот на Рихард Вагнер во неговата соба. Настапував во таа куќа. Навистина не можам да го опишам чувството. Тогаш бев помлад, тоа се случи пред 7-8 години, чинам. Бев помлад и едно големо искуство беше, кое што понатаму ме оформи како уметник. Има многу работи што во поглед на улоги, на финалиства си на класик Тироле, Шанкс Прайс, Фестшпиле, Зенга Прайс Фестшпиле. За шпилевиот хит, концертни дебија и слично, би зборувал малку повеќе сега за нешто друго, за гласот, за како ви е оформен гласот, нели е спуштање, како што реков прегеска, во подземни длабочини и велат дека може да ги затресат и темелите на реалноста. Кажи ми, какво е чувството како се издржува тежината на таа нота која што велиш и ти спомена како резонантна кутија функционираш, нели? Точно. Така. И тие ноти треба да се издржат. И како го негуваш гласот и одржуваш за да може тоа да звучи секогаш така, убаво наштимано. Најважно е едноставно, како да кажам, економично да се употребува воздухот кој што го имаме. Но пред се суштински мора се да е точно поставено. Значи тоа ќе отрнеме на страна. Мора да е точно поставено. Ако не е точно, мислам, не можеме понатака воопшто да збориме, да општиме со муабетов. И економично како се употребува воздухот и секако ние го употребуваме најмногу долниот дел на трупот, точно таму каде што е диафрагмата, нели велат пиеш јајца и пееш на диафрагма, значи пееш си, нели? И го користиме долниот дел на трупот, живи јајца, односно треба пиеш, да, како роки. Го користиме долниот дел на трупот и пењето е многу физичка активност, но секако треба да знаеме колку ни е доста. Затоа што се има случајно кај секој пејач малку да претера и доаѓа до она воспаление на мускули, затоа што секако гласните жици се еден вид на мускули, доаѓа до она воспаление на мускули и потоа ќе ти треба еден одмор од неколку дена, да речеме, без пеење и телото сепак да се регенерира, да нема многу напор, за да се врати се во нормала. И еден пат, два пати сите пејачи тоа го имаат направено и после внимаваат, до тука доволно е, волку доволно пеење и сето тоа. Тоа е за хигиената на гласот генерално. А јас драго ми ете и што работаме на професија како професор на факултетот за музичка уметност, каде што константно сум со пеење. И сум голем верник дека и 100% сум сигурен и убеден дека најдобро се учи пеење ако некој пред тебе испее и ти го повториш. Најдобро се учи. И најубаво ќе биде да е горе-доле сличен глас.
Не, на вистина, знаеш, некој може да ти каже одредени работи, како што Да, јас ама не споменав ако- претходно во емисијата. Сакам да кажам за да ги отворам вјугите малце на студентиве, да размислуваат преку метафориите како да функционираме и да дојдеме до правата цел, но мора некој да ти испее и да ти покаже, грешно Апсолутно. како правиш и потоа да испее точно како едноставно да звучи. треба студентот секогаш да слушне. А бас баритон, генерално ти спомена, понизок глас точно. Го спомена и Рихард Вагнер. Јас, па за среќа или за жал, не сум баш тој глас, затоа што во оперите на Рихард Вагнер генерално се бараат помасивни, Драмски. подрамски, помасивни гласови. И тие се опери кои што траат па 3 часа минимум, да кажеме, 3,5, 4, 5 часа. Знаеш, прстенот на Нибелунзите, Валкирите и сите тие различни опери. И тука се бара не само контрола на гласот, туку навистина и се бара голем глас за да ја покрие сета таа оркестрација која што ја има. Исто и Рихард Штраус. Има Саломе, Електра, тоа се опери кои што имаат толку една комплексна, внатрешна, но исто така и гласно надворешна една оркестрација, каде што навистина човек ако не е драмски глас, воопшто не би бил ни кастиран во тие улоги. А јас како, да речеме, малце полирски бас баритон би се пронаоѓал во ние секогаш мојот професор велеше Иван, ти знаеш во кои улоги треба да се пронаоѓаш? Велам во кој професоре? Вели во ние каде што треба едно-две копчиња да се раскопчаат на кошулата за да се пее на сцена, на пример. Во заводниците. Дон Джованни го спомена. Да. Тореадорот во Кармен. Кармен. Ми го пеев со Симон Трпчевски во Борис Трајковски арената. Оперите на Доницетти, навистина многу ми одговара тоа на убаво белканто на 19-тиот век. Оперите на Джоакино Росини и секако останати опери и опереци. Па може да се каже повеќе опера буфа, не оние баш опера серија кои што се. Дури Дон Джовани се смета за опера буфа, иако и таму има и смрт, има и превара, односно измама. Мазето беше во Дон Джовани? Мазето бе во Дон Джовани, во универзитетската продукција, но многу би сакал наистина да го пеам Дон Джовани и ете, пак имам некој инстинкт во мене, оптимизам што би се рекло претходно, нели што споменав, дека еден ден и тоа ќе биде и не би се откажал. Не мислиш ли дека со зрењето и со годините на гласот зрењето дека ќе доеш и до малку подлабока или подрамска боја или? Да, телото се менува. Точно дека телото се менува, тоа исто така го имам размислувано, многу нешта сакам така да размислам, да си елаборирам и да имам некаква горе-доле 50-50 представа што би се случувало понатака во мојот живот, затоа што мора секој пејач да внимава на тоа. Каде ќе одам, не знам, навистина не знам во кој улоги би одел, тоа никој не може да знае, но многу интересно што ако, како што споменав, ако технички човек знае што прави, си го разбира генерално своето тело, што може и што не може. Значи знам што можам и што не можам. Исто и тоа го споменав. Можам од до, но не би сакал до толку некогаш да комплицирам на рецитали. И се трудам да пеам секогаш технички точно, затоа што знам дека ако е поставена на обратна пирамида, само на подобро ќе биде. Кога те гледав на преска споменав на подготовките за Ѕвона на Рахмањинов, не беше технички пеено, техничко пеено беше, но целата емоција ти се осети во таа празна сала. Претпоставам дека вечерта со публика уште повеќе. Колку е битна душата, колку ти е и ме интересира дали по дома пееш некогаш арии кои што не се твои. Кои што не се по дома не. Малце гласно ќе биде. Ама на пауза на пауза на концерти да. Да речеме Риголето да го пееш. Риголето не, но Андреја Шение. Сепак е подрамска, малце е повисока улога од тоа што сум ја, но аријата ја обожувам и навистина многу сакам да ја пеам. На Дулкамара аријата исто ја пеам, не сум ја изведувал улогата, но си ја пеам, ја обожувам. А Скарпија би бил? Не. Можно е. Можно е. Зошто да не? Тоа е една од улогите кои што би оставил знак прашалник и за 10-15 години од сега, ако ме прашаш, би рекол зашто да не. Навистина. Тоа е една од улогите кои што многу би сакал да изведувам. Тоа е една комплексна и гласна улога, но многу би сакал да изведувам. Но ме праша нешто претходно, интересно беше, сакава ти одговорам, што беше? Душата, точно.
50% од тоа што ти го виде на пробата, од сите мои настапи кои што ги имам, од тоа колку емотивно се давам, Така изгледа, зато. од тоа колку се давам да ја пренесам приказната, дали како наратор, дали како човек кој што пренесува од прво лице. 50% од тоа е дело на моите професори. Односно, толку многу сум посветил време на тоа они кои што ми го кажувале да го применам. Јас сум им многу благодарен што голем дел од интерпретацијата и она што јас можам да го дадам е 50%, а останатите 50% кај пејач, а верувам и кај човек кој што е на сцена, стигнуваат до тоа колку он е способен, колку е капацитетен и колку сака да го направи тоа. Затоа што ние со помош на нашите професори, ментори, вокални тренери, диригенти, речи го како сакаш, стигнуваме до едно ниво. Но подоцна мораме самите да се турнеме понатак. Никој не може тоа да го направи, никој не може наместо мене да го даде во симфониското дело од Звона, ти го спомена од Рахманинов, да го даде она да ја направи, односно да ја даде она енергија на тоа како животот се приближува при крај. Впрочем, јас тоа го пеев. Јас ја наговестував смртта во таа симфонија. Да, и јас морам да имам треба да се представа. надпре таа цела музика, бидејќи музиката е јака во делото. Музиката е фантастична. И треба да се надгласи, Музиката е ремек дело, да. но треба јас према мојата емоција, према она кое што јас сакам луѓето во публиката, не само да го видат, да го почувствуваат, треба целосно да се предадам. И макар и за тие 11-12 минути соло кои што ги имав, јас цел ден бев фокусиран на кој начин, знаев дека ќе го испеам, мислам, сега да бидем искрени, нема никаков проблем. Многу им ми одговараше вака генерално. Знаев дека се ќе помине како што треба. Имав и големи професионалци покрај мене, маестро Најден Тодоров, целиот оркестар на Македонската филхармонија, хорот прва секако беше за поддршка позади мене. Но се бев насочен, односно и фокусиран за јас емотивно да се дадам и целосно да можам да исполнам Македонската филхармонија, не само со мојот глас таа сава да исполнам, туку и со мојата енергија и со мојата емоција да исполнам. Да. Тоа ти реков, се почувствува уште на пробата. Ќе го завршам муабетов повторно со таа реченица дека се стигнува до одредено ниво со професори, човек колку и да работи и да се труди, но понатаму мораш сам да сакаш. Секако. Ми спомена дека сакаш фудбал, ќе ти подарам еден речник што се вика Дикционарио де фудбал, фудбалски речник кај нас на македонски, излезе кон крајот на минатата година, мислам, во соработка со амбасадата на Шпанија, Ла Лига на Шпанија и нашата фудбалска федерација и Институтот Сервантес. Јас го работев во соработка со другите, ти го подарувам ова. Ти благодарам ненато од срце. И уште една книга која што ќе ти ја потпишам сега. А ова е потпишано? Таа ти е потпишана, да. Ти благодарам на вистина, ти благодарам. Ти благодарам од срце. Сакам фудбал иначе, фан сум. Епа. Тенис обожувам, истина. Ќе научиш на шпански сега, сите изрази ги имаш за фудбал. Знаеш што сакав да те прашам? Емотивно, односно еволутивно луѓето кога како нели растеме, се движи животот, имаме ги поврзуваме ниските фреквенции, оние ниски гласови со еден поголем авторитет, со заштита, лидерство. Затоа и се користат во синхронизациите на Дарт Вейдер, на Мусафа, во Муфаса, во The Lion King. Во The Lion King. Гласови што се такви. Така. Дали тебе ти се случува со тој твој глас? Да викнам некогаш, мирни. Да те видат посериозно. Во фамилија да им викнам. Да сватат посериозно, бидејќи навистина. И дали си помислил да користиш гласот како надсинхронизација? Не на турски се изборува. Не сум помислил за синхронизација навистина, но дефинитивно покрај профилот, јас секако го продавам и гласот. Гласот
таков каков што е, фала Богу, водам И хигиена за изгледот го него. продаваш, тоа исто е многу битно. Профилот, надворешниот изглед, целокупно. Целата Едноставно таа човек твоја. која стои на сцена, целокупно што се вели, мора да поседува одредени квалитетни до некој одредено ниво, ајде да кажеме. Многу убаво спомена на Дарт Вейдер и на Муфаса. На овој глумецот Джеймс Ерл, како се викаше. Джеймс Ерл, да, што го користеа за Симба. Да. Факт е дека во операта големите и драмските пониски гласови се авторитети и се кралеви, сите се командири, генерали, да кажеме, негативци. или негативци или да, генерално, затоа што имаат една доза на авторитет и на па не би го рекол тоа толку е радикално мрачност да речам, но може да се поистоветува и со тоа во операта. Дали мене ме перцепираат баш така? Не би рекол, можеби не зрачам се на таква енергија, знаеш што зрачиш, што привлачиш. Како тоа привлечиш, односно така велиме. Немам баш таква енергија, да кажеме, по една ведра енергија имам и оптимистична енергија имам, но факт е дека во оперската уметност луѓето се авторитети кои што ги имаат тие пониски улоги, да речеме. И Скарпија, мислам. Скарпија, да, Скарпија неговата улога е гром. Сакав да те прашам кога вака, бидејќи сме при крај, Може. да ти ја подарам оваа книга. Ти благодарам од срце. Тоа е мој превод. И да привршуваме, кога би ти рекле да отпееш еден тон, една фраза, Така. која би ги опишала твојата личност, што би... Тешко прашање. Само да кажам пред се ти благодарам за книгата и сега само што видов дека книгата има над 200 страни, значи ти си превел над 200 страни од шпански на македонски јазик. Ти благодарам и се надевам дека многу повеќе луѓе ќе го прават ова за да имаме литература на македонски јазик. Најголемата 1000 и нешто што ми е преведено. Вау. Това е така што 1000, зошто 1000 затоа да не е тоа? 1300 страни мислам дека е Така. Фортуната и Хасинта. Вау. Таа е на вистина. Браво. Една фраза. Да, Ова никогаш не би го има никој поставено. Го немам ни размислено. Нешто што ќе Една те фраза. што ќе бидеш ти. Нешто што сум Ова е ја. Иван. Сега- Многу интересно ме стави во дума сега. Ме текнуваат вака доста фрази, но дали има воопшто таква фраза? Би спеал на шпански, на италијански би било аморе, на шпански би било Амор. амор. Може би нешто така би спеал. Амор. Може би нешто така. Мислам дека има некоја фраза ми се врти во глава, но не ми е јасно сега од каде беше и како оди баш. И уште нешто, апсолутна тишина на крајот од аријата, односно до самиот крај, или сакаш аплауз уште пред да завршиш? Браво за прашањава. Кога пеам, одма би ти одговорил, кога пеам свој рецитал со песни кои што јас сакам на вистина, од дното на душата да ги изведам, нешто внатре во мене чезне, тежне кон изведување, кон изведба на тие композиции. Би сакал тоа да се уметнички песни и одма ќе ти кажам кои. Изведував тука во Скопје, кога се вратив од Виена се вратив за да имам еден концерт тука, рецитал со уметнички песни, ги изведував песните на Дон Кихот од Жак Ибер. Има Морис Равел едни фантастични прекрасни песни, но јас ги сакав повеќе овие од Жак Ибер, поради теситурата така по-ниско одговараат и многу повеќе за мојот глас. И на крај со смртта на Дон Кихот. Така се вика песната, последната, четвртата. La morte de Don Quixote. Le mort de Don Quixote. Кишот на француски. Да. Кишоте на француски, точно. И на крај има една тишина и една фантастична музика во шпански стил. И тоа треба да се остави да се И биде неговата без смрт е на крај. Но завршува со голема терца Дурски, односно завршува среќно. Дека он сепак живеел среќен живот, на некој свој начин он бил среќен. Психолошки ако навлеземе во карактерот, треба да кажем. И завршува тотално тивкосен на тишина. И тука да им ги видиш лицата на луѓето, јас сум ги видел во Македонија, лицата на луѓето, они влегоа буквално во приказната. Иако повеќето не говорат француски, они влегоа во приказната. И тоа е фасцинантно да го видиш и да го доживееш како уметник. А аплаузот ќе го оставам за оние поатрактивни дела,
и да остане за оперската сцена, затоа што јас ја поистоветувам оперската сцена со висок тон, со снажен тон, со една доминанта пред тониката и тониката до крај да се држи, дури и диригентот кога ќе заврши со оркестарот, кога ќе даде знак за крај, уште една милисекунда да останеш со гласот. Јас сега ти правам една крај. Ти благодарам многу. Уживав. Ти благодарам тебе, Ненад, јас уживав и да знаеш дека веќе подолго време немам вака толку суштински одговарано, дури и да си се потсетам за детството, да одговорам на некои прашања кои што сум ги размислувал, но не сум имал можност да ги кажам. И уживам во ова студио, да ти го пофалам студиото, прекрасно беше, имај убав ден. Фала ти многу. Беше со нас Иван Наумовски, бас-баритон. Велат дека звукот е само воздух во движење, но вечерва се уверивме дека постојат гласови кои се способни да поместат нешто многу повеќе од самиот воздух. Гласови кои не баре со себе го носат ехото на катедралите, тежината на земјата и шепотот на вековите. Му благодарам на Иван што не потсети дека во свет полн со минливи бучави се уште постои длабочина. И таа длабочина прави да одиме напред и да бидеме се подобри и поуспешни. Ви посакувам пријатни денови до следната трафика.